дури сега не знам што да правам. А ќе ги прашам овие експертите кои што довикуваат од тука и ќе ве замолам и вие да помогнете. Го слушнавме вашето образложение дека скратените постапки не можат да се отворат затоа што не е утврдена постапката по основ на нив и затоа материјал немаме од тие точки. Би ве замолил сите да отидете на дневен ред и точката 21, Закон за здруженија фондации, да претиснете на нешто и да пробате дали ќе отворите. Сега како таа точка се отвара? Или е скратена постапка, не е помината потребата, а овие точки не се отвараат или тие се други скратени постапки. Сега, не, објаснете ми сега, бидејќи ми дававте објаснување дека точките у скратена постапка не се отвараат и чекаме да се утврди потребата, кажете ми сега зошто 21 точка скратена постапка се отвара? Сега да го слушнем образложението. Значи, не, сериозно е, луѓе, вие се смеете, ама јас ова го кажувам малку сатирично, ама ние имаме сериозен проблем тука. Дополнително на целото ова некој се убедува, некој пробува да ме убеди дека скратената постапка не се отвара од причини што не е утврдена и не е изгласена. Ама гледаме дека друга скратена постапка се утврдува, иако не се отвара, иако не е утврдена и не е изгласена. Че ја ова можам да го карактеризирам само како хаос и несреденост на системот. А системот не е моја обврска, ја да го средувам. И кога барав пауза за малку да ги разгледам овие работи, вие председателе не дозволувате да се направи пауза и сега треба сето ова вака да го комуницираме пред јавноста со процедурални. Баш ме интересира што ќе биде вашето образложение, пошто нели обично кога се јавам за процедурално секогаш имате одговор. До сега ме убедувавте дека скратените постапки не се отвараат од причина што не се изгласани и тоа е причината. Ај сега да ослушнам образложението кое што ќе одадете за 21-та точка и зошто оваа точка се отвара. Благодарам.